Денеска православната црква ги празнува светиот Георгиј Исповедник, преподобниот Нил Сорски и светиот маченик Калиопи. Светиот Георгиј Исповедник. Поради големата добродетел што ја здобил со долг подвиг, Георгиј бил избран и поставен за митрополит Митиленски. И светителот управувал со словенското стадо ревносно и мудро до својата старост. Кога настанало гонењето под Лаферменецот, кој ги горел светите икони, и овој свет старец бил повикан од царот во Цариград на соборот на епископите кој требало по царската желба да го уништи иконопочитувањето. Но Георгиј не само што не направил според желбата на злобниот цар, туку со уште некои храбри епископи станал во заштита на светите икони. Затоа бил исмеан и од царот прогонет во пределите на Херсон, каде што во телесна беда и секаква неволја го поминал остатокот на својот земен живот. Завршил и се преселил во бесмртниот живот околу 816 година. Бил чудотворец и за животот и по смртта, поради својата голема праведност и љубов кон Господа Исуса. Dostojno est Jakovo istinu, blažiti tja Bogorodicu, prisno blaženuju i Преподобниот Нил Сорски, еден од великите оци на руската црква, основател на скитскиот монашки живот во Русија, завршил мирно во 1508-та. Моштите му почиваат во Сорскиот манастир. Неговиот устав на скитски живот представува духовно и практично дело од прв ред. Светиот маченик Калиопи, единец син,
од Бога измолен на некој сенатор од Перга Памфилиска. Благочестивата му мајка Теоклија го научила во раната младост на богопочитување и на чист живот. Калиопи бил уште момче кога настанало страшното гонење на христијаните под царот Максимијан. Да би го спасила од смрт, мајка му го ставила во лагја, му дала доволна сума пари и го испратила во градот Помпеопол. Но поинаку било устроено за промислата Божја. Истоварајки се во Помпеопол, Калиопи допаднал во некоја бурна многобожечка прослава. Па кога тој на навалувањето на залудената толпа не сакал да земе учество во тој глупав пир, бил дотуркан до војводата Максим, на кого му исповедал дека е христијанин. Војводата наредил, тако биеле со оловни стапови и на оган го печеле, па најпосле си одворани во самица го фрлиле. Слушнувајќи за мачењето на својот син, мајката Теоклија им го раздала целиот свој имот на бедните и неволните, а таа со малку пари побрзала во самицата при својот син. Влегувајќи во самицата, таа се поклонила пред својот син и му ги завила раните. Најпосле војводата ја изрекол последната пресуда: Калиопи да се распне на крст. Во срцето мајчинско се мешале радоста со болката. Кога и го повеле синот на губилиште, таа му дотурила на джелатот 5 златници за незиниот син да не го распне како Господа, туку наопаку. Тоа го сторила од смирение пред Господа. На Велики четврток, Калиопи бил распнат наопаку и мајка му стоела под крстот, благодарејќи му на Бога. А кога другиот ден мртов го спуштиле од крстот, таа паднала на него и самата издивнала. Така обајцата излегле пред престолот на царот на славата. Чесно пострадале во 304 година. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуш Тија Ти, Алилуја. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуш Тија Ти, Алилуја. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуш Тија Ти, Алилуја. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно и во веки веков. Амин. Единородни Сине и Слове Божи, бессмертен си и изволиви спасенија нашего ради. Во плоти Ти сја од Свјатија Богородици и присно Деви Марии, непреложно во человечи висја. Распни сјаже, Христе Боже,
Свято